Почитувани граѓани, почитувани новинари, додека градоначалничката на градот Скопје, Данела Арсовска, се жали дека градот нема пари и се заканува со радикализација, таа годинава ќе потроши 670.000 евра за нови вработувања во градот Скопје. Тоа е неодговорно, несовесно и нечесно однесување кон скопјани, особено во време на тешка економска и енергетска криза. Апелираме Арсовска да покаже минимум одговорност и овие средства да ги пренамени за помош на граѓаните или за реализација на важни проекти за Скопје. 670.000 евра се сериозна сума на средства. Овие пари може да се искористат за фондот за семејства во социјален ризик, кој минатата година изнесуваше околу 50.000 евра, а годинава се сведе на 0 денари. Парите наместо за вработување на партиски кадри на ВМРО ДПМНЕ може да се искористат за решавање на сообраќајниот хаос кај Мавровка преку денивелација на крстосницата, проект кој Арсовска го наведе како приоритетен. Понатаму, парите може да се искористат за продолжување на бесплатниот оброк за лицата во социјален ризик, но и за субвенционирање на бесплатен превоз на средношколците од приватните средни училишта, бидејќи тоа им го вети предизборно. Со овие пари може да им се помогне на приватните превозници за набавка на екоавтобуси или за субвенција на такси возачите за набавка на електромобили. Парите може да се пренаменат и за уредување на нови зелени површини, малски скверови на местата на поранешните диви депонии, за реконструкција на улици и велосипедски патеки, како и за зголемување на субвенциите за набавка на велосипеди и електрични скутери, со што ќе се стимулира алтернативниот превоз на скопјани во услови на тешка економска и енергетска криза. Но очигледно, за Данела Арсовска и ВМРО ДПМНЕ, поважно е да се реализираат стотина нови вработувања, отколку да им се помогне на граѓаните или пак да се реализира некој важен проект. Ваквиот однос, неработењето, незаинтересираноста за проблемите во тешката економска криза во која што се наоѓаме, ја прави Арсовска најнеуспешен градоначалник на Скопје, кој работи против интересите на градот и неговите граѓани. Ви благодарам.